Рудникот за олово и цинк Тораница од Крива Паланка повторно почна со работа. Новиот концесионер бугарски Минстро ја доби дозволата за експлоатација на олово и цинк во рудникот. Инвеститорот во август годинава го рестартираше производството и во рудникот Злетово во Пробиштип. Минстрој ќе ги менаџира Злетово и Тораница за годишна концесија од 2 милиони евра, додека вкупната инвестиција во двата македонски рудници изнесува 20 милиони евра. Со рестартирањето на Тораница вратени на работа се 210 рудари, а во наредните неколку месеци ќе бидат вработени вкупно 450. На рестартирањето на рудникот во Крива Паланка присуствуваше и премиерот Емил Димитриев, вице-премиерот Владимир Пешевски, како и сопственикот на Минстрој Николај Велканов. Според Димитриев, ова е добра вест за жителите на Крива Паланка и за целиот регион. Рестартирањето беше очекувано подолго време, бидејќи претходниот сопственик ја доведе фирмата во стечај. Како влада, јас лично вложивме многу напори и енергија да изнајдеме нов квалитетен инвеститор и отпочнавме со рестарт и на рудникот Злетово и на рудникот, денеска означуваме рудникот Тораница. Во моментов на подготовки за рестартот во рудникот Тораница се ангажирани 210 лица и за краток период тој број ќе се зголеми на 450 вработени во рудникот Тораница. Тоа се директни вработувања и уште неколку десетици индиректни вработувања кои што ќе работат за рудникот Тораница. Според вице-премиерот Пешевски, пак рестартирањето на рудникот Тораница е едно од ветувањата кои ги даде владата. Тој истакна дека во изминатата година се вложени максимални напори за да се најде најдобриот концесионер. Иако постоеше скепса и во Злетово и во Тораница дека ќе се успее во краток временски период да се најде нов концесионер, бидејќи многу вакви концесии во минатото останувале затворени како рудници со години. Максимални напори вложивме, анимиравме многу инвеститори од регионот кои што се јавија на конкурсот во владата. Најдобриот според понудата ја доби концесијата, следеше процес на средување на документација за давање на дозволата за експлоатација, каде што има многу чекори постапки. Николај Велканов, новиот концесионер на Кривопаланичкиот рудник, истакна дека имаа добри инженери кои работат на техничките процеси во рудникот, но има и квалитетни рудари. Имаат потреба од нови вработувања, но како што истакна, заедно со локалната самоуправа и училиштата, ќе работат и на обука на нови млади рудари за потребите на рудникот. Рестартирањето на Тораница на својот Facebook профил го поздрави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој истакна дека ова е одлична вест за жителите во овој регион и едно остварено ветување на владата. Одлична вест за македонските рудари. Се рестартира рудникот за олово и цинк Тораница од Крива Паланка. Дополнително ќе потсетам дека рудникот Добрево од Пробиштип беше рестартиран и започна со работа пред 3 месеци. Само овие два рудника ќе обезбедат вработување на 900 рудари, што ќе представува силен поттик и решавање на екзистенцијата на повеќе од 900 семејства од Крива Паланка, Кратово, Злетово и Пробиштип. Со подпишувањето на договорот, концесионерот најави дека ќе ги врати на работа сите 1000 вработени во двата рудника, со кои претходно стопанисуваше компанијата Индоминерали.